Добар ден, ученици! Јас сум Маргарита Богоевска, наставник по географија во основното училиште Петар Попарсов, општина Карпаш, Скопје. Денес во Е-училница имаме наставно содржина од 7 деление и кога зборуваме за реки и речни сливови, ќе научиме некои нови поими, кои реки каде се влеваат, односно во кои речни сливови припаѓаат. Водите во нашата територија припаѓаат на 3 сливови, тоа се Егејскиот слив, Јадранскиот слив и Црноморскиот слив. Тоа јасно се гледа од картата што ни е прикажана, каде најголем дел опфаќа Егејскиот слив, обележено со портокалова боја, веднаш по него следи Јадранскиот слив, кој е обележено со светло-жолта боја, и најмал дел опфаќа Црноморскиот речен слив, каде опфаќа најмал дел рековме со темно-жолта боја. Драги ученици, веќе на сите ви е познато дека најголема река во нашата земја е реката Вардар. Таа извира од вруток од Шар планина во близина на Гостивар. Во неа се влеваат други помали реки кои се поделени како леви и десни притоки на реката Вардар. Леви притоки на реката Вардар се Лепенец, Пена, Пчиња и Грегалница, а додека десни притоки се реките Треска, Кадина, Бабуна, Тополка, Црна река и така натаму. Реката Вардар има должина од 388 км, од кои 301 км на наша територија. Водостојот на реките во летниот период се намалува, а додека во пролетниот и есенскиот се зголемува, тоа е токму поради поголемото количество на врнежи во тој период. Потоа одиме понатаму за реката Брегалница, која има должина од 225 км, извира од Малешевските планини и на неја е изградена акумулацијата Калиновци. Црна река има должина од 207 км, извира од селото Железнец Демирхисарско и на неја е изградена акумулацијата Тиквешко езеро. Додека пак реката Треска извира во подножието на планината Стобово кај селото Извор и на неја се изградени повеќе акумулации. Така, акумулацијата Матка, најстара акумулација на Балканскиот полуостров, која е изградена дури во 1938 година, потоа изградена Козијак и на крај акумулацијата Света Петка. Сега одиме на Јадранскиот речен слив. Тука носител е реката Црн Дрим, која се формира од изворите кај Свети Наум, извира од Охридското езеро кај Струга. Има должина од 56 км и како таква се влева во Јадранското море. И на крај ни остана уште Црноморскиот речен слив, кој опфаќа само мал дел, односно само 36 км, а тој е изворишниот дел на Биначка Морава во северните делови на Скопска Црна Гора. Ваша задача, ученици, е на карта да успеете да ги најдете овие реки што ги спомнавме и да си ги одбележите, и на крај речник на поими. Например, речно корито е издолжена плавнатиност низ која тече реката. Притока се нарекува секоја помала река што се влева во поголема река. Утока е местото каде од една река се влева во друга река, во езеро или море. И на крај поимот водостој представува висина на нивото на водата во речното корито. Се мери со водомерна лента и се изразува во сантиметри. Тоа беше се за реки и речни сливови. Ви благодарам на вниманието.